Денеска пред нас го имаме предлог на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Повторно ќе се навратам на истите забелешки кои што ги имав и за претходниот закон. Дискутабилно е колку треба ваквиот законски текст да се најде на Комисија за европски прашања, односно за неговата усогласеност. Ако земеме во предвид дека ваков закон е донесен 14 ноември 2012 и веќе се применува, гледаме целосно нов текст на законот. Објаснувањето е дека имало потреба од поголеми номотехнички усогласувања. Во самиот текст на законот тешко каде е тоа видливо зошто е потребата од целосно нов закон, кога имаме огромна сличност помеѓу текстот на сега важечкиот закон и предложениот. Имаме намалување во висината на казните предвидени за новинари и тоа го поздравуваме. Меѓутоа, останува генерално мислењето дека со Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета претежно се заштитува политичката елита, претежно се заштитуваат представниците на власта, представниците на владата, и она што мене ме загрижи најпрвен кога се обидов да ги споредам двата текста, односно Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета од 14 ноември од 2012 и овој денеска кој што се предлага е само момент во едно од местата кое што предизвикуваат некоја загриженост е во членот 6. Имено ако го споредиме членот 6 од овој закон и од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, станува збор за истиот член. Во стариот закон пишува: за навреда одговара тој што со намера да омаловажи со изјава, однесување, објавување или на друг начин ќе изрази за друг понижувачко мислење со кое се повредува неговата чест и углед. А во сега актуелното законско решение вели вака: за навреда одговара тој што за друго лице со утврден или очевиден идентитет со намера да наштети на неговата чест и углед со изјава, содржина, однесување, објавување или на друг начин ќе изрази омаловажувачко, понижувачко или негативно мислење. Самата формулација негативно мислење сметам дека е премногу проблематична, затоа што морате и јавноста да ја запознаете дека овој закон одговорност за навреда постои кога се навредува група на лица или правно лице. Со самото тоа што ќе ставите негативно мислење, вие многу го намалувате делокругот на критика која што може да го добие власта. Не можете да казнувате за навреда негативно мислење. Не може целата политичка дебата и не може правото на слобода на говор и јавно информирање да биде базирано само на позитивни мислења. Кога ставате некоја формулација како негативно мислење и ќе ставите знак на еднаквост помеѓу негативното мислење и негативното мислење и навредата, овде веќе јасно е на целата јавност дека станува збор за сериозна цензура. Еве само еден пример да ви кажам, затоа што се наоѓате на Комисија за европски прашања. Пишувајќи статија за лидерот на една партија, еден новинар го анализирал говорот на политичарот и го нарекол идиот. Обершлик против Австрија, пресуда од 1991 на Европскиот суд за човекови права. Судот оценил дека зборот идиот не бил изнесен во форма на личен напад кон политичарот, туку треба да се гледа во целокупноста на статијата и како таков тој ја отсликува мислење со вредносна оцена која има основа да биде заштитено со право на слобода за изразување, прифатена како вредносно оценување за работата на еден политичар. Ако видовме предлог на закон овде пред нас за граѓанска одговорност за навреда и клевета, во кој што се регулира мислењето со вредносна оценка, во кој што се става повисока граница на толеранција кога станува збор
за изнесување на вакви вредносни оценувања за работата на политичарите, а особено на политичарите од власта, тогаш ќе знаевме дека донесуваме закон со кој што на вистина сакаме да ја регулираме сферата без при тоа да имаме задни намери како што е цензурирање на слобода на говорот и критиката на власта. На овој начин, со само еден збор, а тоа е со додавање на негативно мислење, овој закон сериозно наликува на закон со кој што се подготвува една сериозна медиумска цензура. Постојат небројни пресуди од Европскиот суд во кој што се зборува дека властите мора да се изложат на поостра критика и на поостра критика од јавното мислење. Овде кај нас, за жал, ако ги погледнете бројките, а верувам дека вие ги знаете, како лица, најчесто како тужители, односно како лица кои што бараат заштита по Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, се јавуваат политичари, и тоа најчесто политичари од власта. Погледнете сите скандали кои што ги имавме во државата. Кога рековме дека се набавуваат вакцини од Кина, од фантом фирма, најпрвен што слушнавме од министерот беше закана за тужба, за навреда или за клевета, не знам точно за што беше. Тоа беше неговата прва реакција. Не беше првата реакција да се информира јавноста и да се даде до знаење на јавноста кои се вистинските факти, не се негираше таа вест. Најпрвен што беше упатена закана за навреда и за клевета. Понатаму, ако погледнете случајот Рекет, во кој што не знаеме каде завршија, не знаеме до каде е врвот на октоподот на власта со кој што беа рекетирани бизнисмени од државата и беа земани огромни суми на пари, па јавноста можеше да види милиони евра како се шетаа во торби. Политичарите, наместо да ја прифатат одговорноста, да ја смират јавноста или да негираат, најпрвен што упатија беа сериозни закани за навреди и за клевети кон новинари, кон физички лица, кон тие кои што и практично им пренесува на јавноста за овие скандали. А сега замислете, на сето тоа го додавате и негативното мислење. Не баре сме Северна Кореја, па во државата Република Македонија, за политичарите, за пратениците, за министрите, сите мора да имаат позитивно мислење. Што значи, ако еве денеска некој не следи, има негативно мислење за нас, треба да биде предмет на овој закон и може да бидеме тужени за навреда, затоа што сме изнеле негативно мислење. Понатаму, кога видов дека станува збор за целосно еден нов текст на закон, она што ме изненади и не можам да ја откријам друга суштина на овој закон, освен дека сакате да воведете една цензура со негативното мислење, е тоа што, например, освен во членот 13, каде што станува збор за реагирање, демант, одговор или исправка, освен во членот 13, ако навредата или клеветата е сторена по пат на средство за информирање или компјутерски систем, компјутерскиот систем воопшто не го споменувате во другите делови од законот. Значи, компјутерски систем го споменувате само кај членот 13, односно кај правото на реагирање, демант, одговор или исправка. Во сите други ситуации е предвидено дека за навредата сторена преку средства за информирање на кои се објавуваат содржини на начин достапен за јавност. А во содржини на начин кои што се достапни на јавноста влегуваат и блогови, подкасти, објава на социјални медиуми и така натаму. Значи имаме од 2012 до денеска имаме целосна промена на структурата на средствата за јавно информирање, нивниот обем, нивната достапност, нивниот начин на работа, функционирање и така натаму. А при тоа 10 години подоцна од донесување на првиот закон гледаме дека Министерството не нашло за сходно истите тие да ги стави во правна рамка и да ги дефинира. И целосно ја избегнало дефиницијата овде во членот 6, освен тоа што ги навеле дека не одговараат за навреда, каде беше тоа, не одговараат за навреда ако станува збор за агрегатор на вести, затоа што
практично само ги генерира вести, односно само ги пренесува веќе објавените вести. Освен тоа што видовме внесување на агрегаторите, гледаме едно целосно отсуство на новите современи начини на комуникација во законот, а ако погледнете во пракса ќе видите дека не е така. Ако и погледнете вестите, ќе видите дека во Македонија луѓето имаат кривични пријави за објави на Facebook, луѓето одговараат, имаме и луѓе кои што се притворени, затворени, осудени за такви објави. Ќе видите дека многу од политичарите од власта покрена судски спорови за навреда и клевета токму против нивни колеги политичари од опозицијата за навреди изнесени на Фејсбук, а сега Министерството за правда 10 години подоцна од донесувањето на првиот закон, ниту еден од тие фактори од тој развој на средствата за комуникација не најде за сходно да ги регулира, туку само најде начин да го додаде негативното мислење како основ да одговарате за навреда. Сметам дека тоа не смееме да го дозволиме како собрание, треба да интервенираме во текстот со амандман, меѓутоа вака како што е предложен самиот закон, представува многу мала козметичка измена на законот од пред една цела декада и сметам дека веќе, ако сте се осудиле да предлагате целосно нов закон, истиот требало да ги следи овие стандардите за пренесување на вести, требало да се ценат стандардите за информирање на јавноста, требало да бидат употребени други критериуми, како што се мислење со вредносни оценки, требало да бидат употребени критериуми со кои што се зголемува прагот на осетливост на критика, особено на функционерите од власта, затоа што, впрочем, и тоа е улогата на опозицијата и на јавноста да критикува и да ја следи работата на владата. На овој начин, сметам дека само се обидува да се протне уште еден облик на цензура. Нека ќе се обидеме да реагираме со амандмани. Сега за сега ово обраќање беше само да се алармира јавноста за дел од овој текст и од оние аномалии кои што може да произлезат од ваквиот текст. Ви благодарам.